Почитувани представници на медиумите, почитувани работници. Утре сите патишта водат во Скопје. Пред работничкиот дом во 12 часот и 5 минути почнува големиот работнички протест. Протестот е на работниците, затоа што е организиран од работниците и е за работниците. За зголемување на нивните работнички плати, за зголемување на минималната плата на 600 евра и за зголемување на сите останати плати за најмалку 6000 денари. Работниците немаат потреба да се грижат и да се плашат затоа што не му должат на никој ништо. Газдите и владата пред само еден ден покажаа дека веќе не се ни кријат, дека се против работниците, затоа што странските газди и дале поддршка на владата за незголемувањето на минималната плата, а македонската влада на штета на македонските работници им ветила на странските газди дека нема да зголемува минималната плата надвор од законското усогласување за срамни 1667 денари. Вредноста на синдикалната минимална кошница во овие 24 месеци, колку што одбиваат да зголемат минималната плата, е зголемена за повеќе од 10.000 денари. Барањето за зголемување на минималната плата за 200 евра е оправдано затоа што работниците во Македонија тонат во сиромаштие. 160.000 работници според податоците на Управата за јавни приходи имаат плата под прагот на сиромаштијата или под 31.200. Живееме како сиромашни работници со богати газди и со уште побогати во владата. Ве повикуваме да ги поддржите вашите семејства, да ги поддржите вашите деца, да ги поддржите вашите внуци, да излезете на улица и да им покажете дека не се плашите и дека барате платата да ви се зголеми, вашата плата да се зголеми. Затоа што тие, воспротивно, на вистина, нема да ви ја зголемат плата. Да сакаа да го направат тоа, веќе ќе го стореа. Но 24 месеци се обидуваат да зборуваат за политика, а не за плата. 24 месеци им зборуваме за плата, а не за политика. Работниците не живеат од политика. Тие што живеат од политика нека не доаѓаат утре. Тие што живеат од плата да дојдат, затоа што само на таков начин ќе им покажат дека заедно можеме да се избориме за зголемување на работничките плати. 160.000 работници кои директно се засегнати од зголемувањето на минималната плата. Доколку излезат утре на улица, минималната плата ветувам дека наредниот ден ќе биде многу повеќе од 600 евра. Затоа што оваа влада не се плаши ниту од Слободан, ниту од ССМ, ниту од медиумите, ниту од работниците. Се плаши од луѓето кои ќе излезат на улица и кои ќе покажат дека се незадоволни од ваквите лоши владени политики и од политиките кои ги водат газдите како сервилни слуги на владата, затоа што тоа што го договоривме минатата година не го испочитуваа. Пропадна обидот платите да се зголемат минатата година за 6.000 денари и за 3.000 денари да ги покријат при донесите задолжително социјално осигурување. Владата одби единствено можно решение за да се унапреди работничкиот стандард на работниците, но овие газдите, вчера бевме сведоци како поддржуваат мизерни плати за работниците, но си го побараат делот од колочот кој им следува нив како финансиска поддршка која им ја плаќа владата уредно секој месец, секоја година од нашите пари. Важно е да знаете дека ниту пратениците, најголемиот дел од нив, не гласаа за измени и дополнување на законот за минимална плата и за зголемување на вашите плати, дури спречија раст на нивните плати за 10.000 денари, само да не ги зголемат вас на работниците платите за 10.000 денари. Себични се, но продолжуваат да уживаат во 79% зголемени функционерски плати и истите ги бетонираа за еден час со промена на повеќе од 6 закони по предлог на една пратеничка група, а еден закон за зголемување на работничките плати не сакаат да го променат 24 месеци. Немаме време повеќе за чекање, да живееме достоинствено, да се зголемат платите и работниците да можат да им ги обезбедат најнеопходните услови за живот на нивните деца и на нивните семејства. Ве повикуваме утре да не се плашите, да дојдете, да се поддржите, да се придружите на големиот работнички протест. 12.000 работници на 28 јануари покажаа дека не се плашат. Владата, исплашена од бројката на 11.000 работници им зголеми плата во период од 24 месеци. И затоа ви покажуваме дека и ви укажуваме дека колку ќе видат од вас на улица, на толку ќе дадат зголемување на платите. И дозволете ми само на крај
да упатам порака до сите борци против зголемување на работничките плати. Борци кои се партиски послушници, но кои зимаат плата под 30.000 денари. Борци кои се борат нивните избрани и именувани функционери од нивната политичка партија да уживаат во луксузот на нивна штета. Да ги повикам и пензионерите, оние кои се против зголемување на работничките плати. Ако не се зголемат работничките плати, ќе нема од каде да земете ниту пензии. Да ги повикам и младите, затоа што тие се иднината на државата, но некој свесно сака да ги избрка од Македонија, а газдите се најголемите виновници што 35 години не заминуваат само децата, туку заминуваат цели семејства во странство за подобар живот, за повисока плата. Утре е денот кога работниците повторно зборуваат. Колку ќе ги слушнат работниците зависи од нашата бројност, затоа што ние имаме моќта на бројноста, тие имаат моќта на политиката, другите имаат моќта на парите. Сами треба да се избориме за зголемување на платите, затоа што тие што ги биравте да ви служат, ве владаат. Ви благодарам.